Ова работно место е атрактивно. Атрактивноста се основа на континуираниот растечки тренд и на стабилноста на овој сектор. Тоа секако е потврдено со низа анализи и истражувања на домашни и странски институции. Добар ден и добре дојдовте на овој, можеме слободно да го наречеме, историски настан за Македонија, формирањето на првата фондација Академија за банкарство и информатички технологии или скратено АБИТ. Овие што ги гледате се логоа на најголемите комерцијални банки во Македонија кои што се обединија околу концептот, околу идејата на АБИТ и мотивот главен се разбира уште повеќе да го подигнат нивото на обученост на сопствениот кадар кој што ќе продолжи да го развива банкарскиот сектор. Партнери на АБИТ се Економскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и Европската асоциација за тренинг во банкарството и финансиските услуги. Сосема накусо на почетокот за оние многумина што не знаат, а еве денеска ќе се запознаат со мисијата на АБИТ. Главно мото да создаваме современи концепти на специјалистичко образование и да поставиме нови професионални образовни стандарди во двете најперспективни и силно поврзани индустрии во светот, тоа се банкарската и информатичката. Визијата сакаме да го направиме Балканот подобро место за живење, сакаме да помогнеме за успех. Ова се некои од целите: финансиска едукација, зголемување на нивото на финансиска писменост на населението во Македонија, промоција на домашната интернационална соработка со универзитети, високи школи, институти, академии и останати неформални образовни институции, промоција на предприемаштвото, создавање во континуитет креативна интелигенција кој ќе биде водич или стимулатор за секој поединец во функција на креирање на успех. Столбови на АБИТ се стручните семинари и обуки. Стручното списание е банкар кој што ќе излегува на секои 4 месеци и двосеместрални специјалистички програми со трансферни кредити според ЕКТС. Најголем дел од иницијативниот одбор беше на мислење управниот одбор на АБИТ да го води личност која потекнува од една од трите најголеми банки во Македонија, како една причина, и втора која што има завршено трет циклус на студии. Корпоративната структура на АБИТ изгледа вака: управен одбор кој што ќе го води доктор Маја Стефкова Штериева, академски совет на чие чело е професор доктор Драголјуб Арсовски и академски совет. На денешниот настан се присутни неколкумина дипломатски представници во земјите, од земјите од каде доаѓа капиталот во македонските банки, амбасадорот на Словенија, кој што денеска има празник, еве честит празник на независноста на Словенија, заменик амбасадорот на Сојузна република Германија и советникот за економски прашања во Канцеларијата за врски на Грција во Република Македонија. Благодариме за поддршката. Оваа конститутивна седница ќе ја отвори гувернерот на Народната банка на Македонија, господин Димитар Богов. Повелете, господин Богов, јас имам само едно прашање до вас, пред да го кажете оно што го имате подготвено. Зошто е важно за банкарскиот сектор во Македонија да има квалитетен и обучен кадар во банките? Повелете. Добар ден, дами и господа, ваши ексцеленции, почитувани учесници и гости. Навистина е задоволство кога ќе се види дека банките не се само конкуренти на пазарот, туку знаат и да соработуваат, и така и треба да биде, бидејќи покрај тоа што имаат како цел меѓусебен надпревар на пазарот за придобивање клиенти со нудење на подобри услуги, секако дека имаат и заеднички интереси за кои што заеднички може да настапуваат. Таков заеднички интерес е и постојаната обука и образование на своите кадри и секако дека заеднички поефикасно и поефективно би ја постигнале таа цел, односно со пониски трошоци би обезбедиле континуирана едукација на својот кадар, а кадарот, стручниот кадар во банките е секако
еден од носечките столбови за развојот на банките. Од таа причина мене ми представува чест и задоволство што имам можност да присуствувам денес на презентацијата на Академијата за банкарство и информатичка технологија и нејзиниот прв промотивен специјалистички семинар. Очекувам дека со отварањето на Центарот за обука за банкарство во Република Македонија, како придружна членка на најголемата асоциација во Европа за обуки во областа на банкарството и финансиските услуги, тоа е European Banking and Financial Services Training Association од Брисел, ќе се пренесат високите стандарди за обука во областа на банкарското работење. Банките, како клучни актери во архитектурата на секој финансиски систем, имаат суштинско значење за секоја национална економија. Динамичните промени на финансиските пазари во светот имаат силно влијание врз работењето на банкарската индустрија. Само со натамошно стручно усовршување на банкарските кадри, следење на трендовите во банкарството и размена на заедничките искуства, се возможува успешно етаблирање во современите финансиски текови и јакнење на банкарскиот систем. Со Академијата се создава заедничка платформа на банките за поуспешна едукација и унапредување на знаењето за најновите случувања во банкарските системи во светот, како и за пренесување на најдобрите практики на управување со ризиците во македонскиот банкарски систем. Промените во меѓународната регулаторна рамка, кои што беа преточени во концептот Базел 3, што во своето средиште го има зајакнувањето на отпорноста на банкарските системи преку повисока регулаторна стапка на адекватноста на капиталот и регулаторно одредени коефициенти за ликвидност, ќе предизвикаат промени во банкарското окружување и во нашата земја. Македонското законодавство постојано ги следи светските практики и се усогласува со меѓународната регулаторна рамка, поради што промените предизвикани од Базел 3 ќе бидат преточени и во домашната регулатива. Секако тоа ќе оди постепено. Оттаму започите тоа што првиот промотивен семинар ќе биде посветен на една значајна и актуелна тема, што ќе овозможи банките да ја зголемат свесноста за промените кои што ќе следат, а истовремено и да се запознаат со најдобрите практики за спроведување на оваа комплексна регулатива. Последиците од светската финансиска криза, како и должничката криза, силно се почувствуваа во економиите на земјите од регионот, со негативни последици врз нивните банкарски системи, кои што се соочуваат со високо ниво на нефункционални кредити. За среќа во Македонија состојбата, иако е во таа насока, сепак стоиме далеку подобро отколку другите земји во регионот. Тоа секако има влијание и врз апетитот на банките за иден кредитен растеж и врз капацитетот за раст на целокупната економија. Затоа, секоја добра практика за намалување на нивото на нефункционалните кредити е повеќе од добре дојдена. Стручното образование е несомнено една од најзначајните влезни компоненти за успешно работење на банките. Затоа, Централната банка ја поддржува секоја иницијатива на банките да се вложува во усовршување и унапредување на знаењата и вештините, со цел да се создаде профил на банкар кој ќе може успешно да се справува со предизвиците, неизвестностите и ризиците во современото деловно обкружување. Се надевам дека и во иднина ќе бидеме дел од развојните проекти на банките, што ќе придонесат за поквалитетно и поуспешно управување со ризиците, а со тоа и за посигурен и стабилен банкарски систем, што е услов за развој и напредок на економијата и земјата во целина. И посакувам успешна работа, успешен развој на Академијата и Народната банка ќе биде тука за да помогне во функционирањето на истата, да обезбедува стручен кадар, предавање и се што ќе биде потребно од нас. Благодарам. Благодарам. На почетокот рековме кои се водилките на тимот кој што ќе раководи со АБИТ во наредните години. Накусо за активностите, за она што треба да се реализира во наредната година, отворени семинари за финансискиот сектор, in-house семинари, семинари за стопанство, АБИТ куп, симулација на банкарско и информатичко-технолошко работење, отворени семинари за јавниот сектор, школа за сметководство и финансии, школа за банкарство, школа за информатички технологии, школа за предприемништво и успех, Eurobiznis Consulting. Со нас денеска и председателот на Сдруженијето на банкари, господинот Ѓорѓи
Јанчевски. Повелете, подиумот е ваш. Јас само ќе ја прашам од искуство на прв човек на НЛБ Тутунска да ни кажете колку годишно банкарскиот сектор има потреба од нов кадар за освежување на сопствениот кадар. Благодарам. Почитуван гувернер на Република Македонија, почитуван амбасадор на Република Словенија, почитуван заменик амбасадор на Република Германија и заменик амбасадор на Република Грција, почитувани колеги, дами и господа. Ми представува особено задоволство да се обратам на првиот ден на отварањето на Академијата за банкарство и информатичка технологија во Република Македонија, имајќи во предвид дека во мојата долгогодишна банкарска кариера ова е прв сериозен чекор да се организира специјалистичка образовна институција од областа на банкарското работење која има за цел преку континуирано образование да го надогради постојаното знаење на вработените во банкарската индустрија и да го приближи до светските трендови. Би сакал да истакнам дека Република Македонија има добра банкарска традиција и квалитетен банкарски кадар, кој преку поактивно вклучување во реформите во државата може да придонесе кон побрз развој на економијата. Ова што денес го започнуваме е токму во функција на континуиран пренос на знаењето, како од надвор, така и дома, така да и помеѓу самите банки и останатите финансиски институции во Република Македонија, што ќе придонесе кон забрзувањето на реформите. Особено би го поздравил вклучувањето на Народна банка на Република Македонија во нашата иницијатива, имајќи предвид дека како регулатор на работењето на банките има најголем увид во нивото на нивната развиеност, но и увид во потребните реформи за вклучување на македонскиот банкарски сектор на европскиот пазар, што неминовно ќе се случи со европската интеграција на Република Македонија. Не би го заборавил и Синиша Наумовски, кој со својот ентузијазам и упорност успеа да не потикне да размислуваме кон остварување на оваа долгогодишна идеја. Сакам само да напоменам дека од почетоците на идејата до нејзино остварување ни престои долг и макотрпен пат, додека ја етаблираме оваа институција и додека почне да работи со полна сила. Прифаќањето на АБИТ Македонија во придружно членство на Европската асоциација за обуки од областа на банкарските и финансиските услуги, покрај членството на Сдруженијето на банките од Република Македонија во Европската банкарска асоциација е уште еден чекор кон интеграцијата. Како председател на Сдруженијето на банките би посакал успешен почеток на работа на Академијата за банкарство и информатички технологии Скопје и што помасовно вклучување на банките во нивните вработени на работилниците и семинарите што ќе бидат организирани од оваа институција. Благодарам. Еве што добиваат овие најмногу десетмина кандидати годишно кои што ќе влезат во двосеместралните програми кои што ги нуди АБИТ. Добиваат вработување со нето плата од 4700 денари, платени придонеси. По завршувањето на обуките, слушателите ќе имаат евидентиран работен стаж за целиот период на студиите. Во овој период ќе
ќе им се возможи работа во финансиска лабораторија во Европската Унија во трајање од 1 месец и работа во сметководство во текот на цела година овде во Македонија. Најмалку 1 месец престој во универзитетски кампус во некоја државите од Европската Унија со покриени целосни трошоци и превоз. Слушателите стануваат дел од базата на Академијата за банкарство и информатички технологии за трајно вработување во сметководствено-финансиската индустрија или во некој од банките. Добиваат и универзитетска диплома од Европската Унија со звање специјалист. Веќе рековме дека прв председател на управниот одбор на АБИТ е Маја Стефкова Штериева. Ќе ја поканам да се обрати овде на конститутивната седница. Долгогодишното искуство во Комерцијална банка дава простор да ве прашам колку банките обрнуваат внимание на обука, на дообука на сопствениот кадар. Повелете. Добар ден, почитуван господине гувернер, почитувани гости, почитувани колеги. Драго ми е што еве денес се собравме на конститутивната седница на Академијата за банкарство и информатичка технологија, која сметам дека може да даде значаен придонес во унапредувањето на образовниот процес на банкарските кадри, посебно во делот на специализацијата и подобрувањето на нивните квалификации. Пред да одговорам на прашањето кое што ми беше поставено, би сакала да направам еден кус осврт на значењето на перманентното образование за банките и за човечкиот потенцијал во банките. Еден од најважните ресурси на секоја институција, а соодветно и на банките, е човечкиот потенцијал. Се произлегува од поединците, нивното знаење, постапки, предрасуди, можности. Без оглед колку да се поставуваат систематизирани решенија, без оглед колку ние ќе донесеме стратегии, документи, одлуки, упатства за работа, кои што нашите вработени ги користат во своето работење, сепак за секоја активност се наоѓа човекот, човечкиот фактор, неговите поединечни знаења, начини на постапување, етичко однесување. Еден од најзначајните фактори на оперативниот ризик во банките, кој што последните години се почесто е предмет на дискусии, е токму човекот. Затоа од особено значење е неговата перманентна едукација. Во таа смисла се поставува и прашањето кон што треба да се стреми системот на перманентно образование без оглед на начинот на негово организирање. Дали е тоа формално или неформално преку институции како што е оваа која денес ја конституираме, како и останатите неформални облици на едукација. Практично, целта е градење на инклузивно општество кое нуди еднакви можности за пристап кон квалитетното учење на сите луѓе во текот на целиот живот. Ова е уште поважно за професионалци кои во својот ангажман влијаат на својата институција и влијаат на целата економија, како што банкарскиот сектор влијае. Подеднакво приспособување на начините кон образованието и обуката кои ќе овозможат луѓето да партиципираат подеднакво во процесот на учење, постигнување на повисоки нивоа на едукација и квалификации во секој сектор, овозможувајќи им знаење и вештини кои се одвесуваат на барањето на работните места, професиите и работните организации. Ние секојдневно во банкарскиот систем се соочуваме со континуирано менување на законската регулатива, незино прилагодување кон регулативата на Европската Унија, следење на светските трендови и процеси. Во таа смисла се менуваат законите, се менуваат одлуките на Централната банка, тие имаат влијание на нашето работење, индиректно преку нашето работење имаат влијание на целиот економски систем. Токму во таа смисла, до квалификацијата и запознавањето на вработените со нови знаења и вештини кои се одветствуваат на променетата регулатива, ќе овозможат целосно исполнување на нивните работни обврски, но и целосно почитување и усогласување со регулативата. Поголеми инвестиции во човечките ресурси, тоа е еден дел од процесот на перманентно образование, иновации во предавањето
и учењето, евалуација на учењето, бидејќи ние имаме голем број на различни семинари и обуки кои што се сведуваат на еднодневни, дводневни предавања на кои што после заминувањето со сертификат или без сертификат немаме никаква реална евалуација на стекнатите знаења на посетителите. Развивање на соодветни служби кои што помагаат во професионалната ориентација. Се претходно наведено придонесува кон подобрување на работната способност на вработените во банкарскиот систем, поефикасно извршување на нивните задачи и постигнување на задоволство на клиентите. Ако се навратам на прашањето кое што ми беше поставено, колку се обрнува внимание на едукацијата во банкарскиот сектор, може слободно да се каже, без некое нагаѓање, туку врз основа на податоците кои се објавени од страна на Централната банка за образовната структура во банкарскиот сектор, дека настрана од она што банките го организираат за своите вработени, ние сме сведоци на континуирано дообразување од страна на банкарските вработени. Така вообичаена практика е дека вработените најчесто завршуваат високо образование, се вработуваат во банките и понатаму продолжуваат со своето дообразување. Во полза на тоа и говори фактот за континуирано зголемување на бројот на магистри и доктори на науки, значи овдека се навраќам на податокот кој што го има објавено од Централната банка, кој што во структурата на вработени во банкарскиот систем во 2009 година само 2,4% биле со магистерски и докторски титули, додека веќе во 2013 година тоа се 5,9% од вкупните вработени во банките. Тоа покажува дека вработените многу често самоиницијативно се дообразуваат, се посветуваат на магистерските и докторските студии. Но настрана од тоа, речиси сите банки во Македонија, без оглед дали преку едукативни центри на нивните мајки банки или преку собствени организациони единици, имаат континуирано образование и квалификации, дополнителни квалификации за своите вработени. Тоа се обуки кои што може да се однесуваат на така наречените soft skills, управување на односи со клиенти, решавање на конфликти, се она што во комуникацијата со нашите клиенти ќе придонесе за подобра релација со клиентите, подеднакво како и организирани семинари и обуки кои што банките ги организираат сами во рамките на своите групации или ги испраќаат своите вработени на дополнителни едукации или дополнителни семинари кои се специјалистички, наменски и кои што се таргетирани за посебни области, дали е тоа управување со кредитен ризик, дали е за сметководство, внатрешна ревизија и така натака. Настрана, значи тука би сакала само да се освртнам накратко дека настрана од задолжителните обуки, кои што, например, внатрешните ревизори и сметководителите мораат да ги имаат, банките континуирано ги обучуваат и сите останати кадри, за кои што не постои задолжителна обука. Токму тоа ја покажува посветеноста и огромното внимание кое што банките го посветуваат на едукацијата на вработените во банкарскиот сектор. Ви благодарам уште еднаш што се собравте на оваа конститутивна седница. Посакувам Академијата да има успешна работа, да бидеме бројни, да имаме поддршка, како што рече председателот на Сдруженијето, од Централната банка, која ќе ни биде од исклучително значење токму во усогласувањето со сите промени кои што ги имаме и кои што следат, и да посакам успешна работа на семинарот кој што денес и утре ќе биде во